Повеќе од 3 години жителите на Долни Подлог чекаат на ветената помош од државата по претрпената штета на имотот што го предизвикаа поплавите. Ветувањата дека брзо ќе им се помогне се изјаловиле, па освен по 100 евра почетна помош, друга поддршка до сега немаат. Штетите што ги претрпеле се огромни, а комисијата која работела на нивна проценка по завршената работа си заминала и веќе никој од надлежните не дошол да ги праша како и од каде ја санирале состојбата. Меѓу најпогодените куќи е онаа на семејството Ангелови, кои според првичните проценки имале штета од над 10.000 евра. Куќата целата ни се уништи, намештајот целиот го исфрливме. Па исто така алишта, постолнини што имаше, тоа се расипа, се скапа водата додека фана. После прасињата. После имаше маторици испрасни кои отпосле се прасињата се умрава, а тогај, мислам одма, 25 прасиња се удавија. Околу 80 вреќи ориз, тоа е околу 4 тона скоро ориз, арпа, и околу 4 тона мумуруска, а па другото да не го набројувам. Ангелови морале да земат кредит за да ја поправат куќата, а бизнисот со продавницата и пекарата што се срушила им пропаднал. Сега немаме едноставно да си ги платиме давачките. На нула сме. Не знам како ќе преживееме, не ми е јасно. Во слична состојба се и соседите, кои сметаат дека државата ги заборавила и губат надеж дека воопшто ќе им се помогне. Ништо таа работа, они што обеќаа дека ќе помогнат, ништо. Ама тотално ништо. Значи буквално. Штетите огромни. Може тоа и ден на лице место се види уште што се познава електрично шпоре прегоре, перална се расипа. Значи се сам фрлил. Се буквално се фрлил. Може да се погледне, значи имаме баги штета. Од тогај навака, значи нешто не е преземено. Минаат 4-5 години веќе. Жителите чии домови и имот беа поплавени велат дека неколку пати поднесувале барања и петиции до разни институции за да им се помогне. После поплавата доаѓал лично и премиерот за да ја согледа состојбата. Од тогаш до денес никој не ги посетил и не им одговорил дали воопшто ќе добијат некаква помош.